Свети Гаврил епископ Велички, на денешен ден е пригласен за светец. Штип денес го слави светиот Гаврил Велички Светогорец, познатиот штипјенец по многобројните чуда. Наречен уште и како чудотворец и светотец, кој со голема љубов кон Христа целиот живот се молел за луѓето. Во 1963 година тој го остава светот и светската служба и заминува со сиот свој живот да му служи единствено на Бога. Заминува на Света Гора. Самиот негов подвиг да стигнеш пеш од Солун до Атон ја изразува неговата ревност и желба целиот свој живот да му го предаде на Христос. Во 1971 година се вратил од Света Гора, барајќи мир за да може постојано да му се моли на Бога. Променил неколку манастири: Пресвета Богородица Матка, Пресвета Богородица Побежје, Свети Димитри Марков манастир, Свето Преображдение Зрзе, за во 1975 година трајно да се насели во манастирот Свети Гаврил Лесновски во Лесново, Брегалничка епархија, а тогашна Злетовско-Струмичка. Таму често знаел и со денови да се повлече од манастирот и да се насели во двете ближни пештери, каде што се подвизувал и неговиот истоименик Свети Гаврил Лесновски. Верниците во Штип уште рано изутрина му одадоа почит, поклонувајќи се пред неговите мошти во самата црква. Свети Гаврил Велички. Кој е важно се еве овој светец за Штип? Тој е наш сограѓанин, молител, исцелител, дури чудотворец. Дали се сеќавате на него? Да, мој духовен отец беше. Тука или? Да, во Лесново кога беше. Знаете дали му се тука моштите или? Дел од моштите се тука, а дел во Лесново. Каков човек беше еве тој? Прекрасен, тивок, мирен, продуховен, кроток. Помагаше ли? Помагаше, прозорлив беше. Што посакувате еве на верниците денес? На верниците здравје, спасение, малку повеќе верба во Бога и во себе. Колку време беше отец тој? Многу години. Да. Нека е за многу години. Амин. На луѓето здравје. Среќа, здравје, мир. Тоа не знам што да кажам, за многу години. Се најубаво, здравје, живот, среќа, то. Дали е гордост на Штип еве овој свет? Да, свет, Штип, он е штипјанец. И покрај многу строгиот пост, и иако бил многу слаб, поседувал голема виталност и енергија, бидејќи не сакал да се вози во автомобил, па затоа најчесто одел и пеш. Одел многу брзо, одел пеш од манастирот до Пробиштип, Злетово па и до Штип, кој е оддалечено од Лесново околу 40 километри. Се зборува дека ангели му помагале полесно да ги совладува овие далечини. Тој останува гордоста на Штип.